Денес разговарам со човек чие име важи за едно од најголемите кои некогаш стапнале на ракометен терен во Македонија. Име кое е поврзано со огромен број на титули како во домашното првенство, така и во Купот на Македонија, остварени во текот на неговата импресивна 24 годишна кариера, и име кое се уште го држи рекордот за најголем број настапи за македонската ракометна репрезентација. Скоро двочасовен разговор со Стеф Чалушевски, кој за прв пат за нашата публика открива нови моменти од неговиот живот и кариера. Но пред да започнеме, би ве повикал да се претплатите на каналот, да ја поддржите нашата работа, а наша врска е секој наредно видео да биде што е можно подобро. А сега, Стеф Чалушевски. Еден од најдобрите ракометари кои што Македонија ги имала и ќе ги има, затоа што бројките кои што ги имаш достигнато, не гледам дека некој се доближува до нив или во блиска иднина ќе се доближи до нив. Че ти имаш повеќе од 240 настапи за репрезентација, имаш освоено помеѓу 11 и 15 титули првенства, не можев да најдам точната бројка сега. 13 првенства и 11 купа, 24 заедно како играч и дупла крона со Вардар како тренер. Тоа се 26 титули, види, нема среќа да излезам, затоа што така беше правилото во она време, можеше само два странци да бидат дел од Европска унија, ние бевме нели источен блок, па многу тешко некој се случуваше да купи лево крило, а мојата позиција беше нели лево крило, сите купуваа голман или лев десен среден бек, така да немав среќа да излезам, а за возврат нели освоив и секогаш играв бар едно финале во мојата играчка кариера, никогаш не сум бил трет. Секогаш сум бил прв или втор, така да Значи ти си секоја сезона сум играл финале и сум бил еден од носителите на играта. Сега ти благодарам за се да не испадне дека се фали, меѓутоа не се фали. Ова се факти, ова е историјата. Значи сега ги кажуваме бројките само. Другите бројки, другите факти се дека секдека што си настапувал, буквално за секоја екипа за која што си настапувал, освоила титула. Че буквално кај што добро, не сум бил само јас факторот, нормално ракометот е тимски спорт. Ама ќе те промашеше една, сакам да кажам во ретко ме промаши. Искрено ме промаши кога бев нели член на Јафа Промет. Една година втора лига и тогаш игра финале куп. Значи борец од Велес беше шампион на државата, ние успеавме да го победиме во полуфинали, изгубивме од Перистер кој што таа година играше полуфинале куп купови, значи она славна генерација на Перистер, така да немам за што да жалам и не сакам премногу да се фалам, да ти бидам искрен, сите тие бројки некако ми се така колку да се бројат, никогаш не сум пател да бидам, не знам, капитен на репрезентација, капитен на екипа, но секогаш сум бил него сум бил еден од факторите за перформансот на мојата екипа. Види, апсолутно и тој некој спортски дух, ненаметлив и скромност била нешто што од секогаш те красала. Јас не можам да најдам видео, барам на интернет, нели да видам изјави и така натаму, едноставно те нема, многу малце ти има, значи многу малце се експонираш, многу малце го врзуваш успехот со тебе, се гледа дека си предан на екипата, се предан си на спортот, уживаш, не се глорифицираш, никогаш не било. Добро, види, мојот живот е фактички ракомет. Значи пред да започнеме нели со мисијата ти кажав дека сум започнал со 14, сега имам уште малку 53, уште месеци некој ден ќе имам 53 години, 37 години сум, 39 во ракомет, 37 од тоа сум играч или тренер. Еве сега ќе имам 3 месеци, може би помалку, не знам. Немам ангажман, меѓутоа тоа ова ми е прва пауза после 39 години, да немам во првата пауза те фативме, пошто ако не беше на пауза немаше да снимаме денес сигурно. Така требало да биде. Ајде да видиме започетоците. Мене твојата кариера ми е фасцинантна. Во голем дел сум ја следел на екран, мал дел се најдовме во Металург заедно, значи можев тој од блиско да го гледам како изгледа. Пак ќе кажам, фасцинантно ми е. Твоите почетоци се во младинската школа во Пелестер, да те вратам малце. Ајде, кој е кривецот или што те донесе таму? Вака, Виктор, значи јас бев многу подобар фудбалер од што бев ракометар. И моите први почетоци се како
да кажам, Фудбал. сакав да играм фудбал, меѓутоа бев многу мрзлив кога бев млад и она загревање ми сметаше, сакав да земам одма топка и да играм, нели? Како секој дете, бевме деца, имав 13 години и бев 2 пати одстранет од тренинг и реков фудбал, не доаѓам повеќе на тренинг и сега нели овие меѓушколски надпревари во тоа време беа многу актуелни, имавме добри екипи во фудбал и во ракомет и стално имаше некоја лига која што значеше многу за школото пред се. На еден таков надпревар бев забележан, иначе јас бев позиција прва ми беше голман, бранев, меѓутоа в дента, кога некои работи треба да се поклопат или надпреварот кој што игравме тој ден, играчот што играше следен бек беше болен, па јас заменував и на тој надпревар бев најдобар. Ме забележаа луѓето во тоа време, Слободан Дамјановски Чотата, кој што беше дел од пионерската школа на Перистер, ме забележа и ми кажа да дојдеш на прв тренинг, се сеќавам во четврта во спортска сала Младост, за нас беше во тоа време се тренираше на асфалт, беа такви условите да дојдеш во спортска сала да тренираш, беше празник и стварно така се случи. На првиот тренинг он ми кажа ти ќе играш крило, нема да, ама јас сакам да бидам голман, не. Ти од денес ќе бидеш лево крило и нели сплет на околности се деси тоа што се деси, мислам мојот развоен пат одеше така како што одеше преку пионерската школа на Перистер, имав малку среќа, некои играчи се откажаа, некои завршуваа, се вработија, па јас дојдов да бидам прво крило во тие младински школи на Перистер, затоа што стварно беше голема конкуренција. Прв еден посериозен така надпревар за мене или прво сериозно сваќање за ракометот и на моите од дома, пошто не знаеа дека тренирам, татко ми никогаш не дошол на надпревар, беше кога ме повикаа на први припреми со првата екипа, тоа беше 88 далечната, со 16 години први припреми летни со Перистер прва екипа во Битола во детското одморалиште, па после тоа бев повторно прекомандован во младинска екипа и да од 89-та на припреми во Рогла веќе станам стандарден. Во тоа време игравме 12, не бев стандарден, меѓутоа со нели 17 години да бидете дел од Перистер кој што во тоа време беше одмазет металопластика која што жареше и палеше во Југословенска лига, беше стварно голем успех. Сакам да прочитаме еден дел тука баш за тој период го имам извадено, значи точно тоа да го објасниме кое е значењето да бидеш дел од таа екипа и што беше Перистер и што значеше Перистер во тоа време. Прво Перистер е првиот основан ракометен клуб во Македонија во 1946 под името Пелагонија, потоа во 55-та го менува името во Перистер. Од сезоната 83-84 Перистер започнува редовно да учествува во Југословенско ракометно првенство. Во 85-та завршува на трето место, а во 86-та и во 87-ма вице шампион. Е вице шампион, да, позади металопластика. Во тој период се срочува изразот кој не играл во Битола не знае што е публика. И ти влегуваш во таков клуб, значи тоа е најуспешниот клуб во Македонија во тоа време. А види, гледај, тоа кој не играл во Битола во она време, значи јас бев дете и стварно сум чекал да дојдам на надпревар, се сеќавам со славниот Атлетико Мадрид во тоа време, каде што игра Лоренцо Рико, значи прославен шпански репрезентативец, Веселин Вуковиќ од Металопластика Шабац, и да не набројувам сега многу голем број шпански репрезентативци, сум чекал пред врата од 2 надпреварот во 7, значи сум бил еден од првите, бев сакав многу, значи ти кажав, мојот живот е ракомет и во тоа време да се влезе во еден таков состав беше стварно за нас, за мене, беше еден голем предизвик. Бевме посветени, немаше услови како што има сега, немаше навивање, организирани групи, меѓутоа градот и луѓето во Битола живееа за ракометниот клуб Перистер. Мате Шундовски беше, нели, не знам колку си запознаен со своја кореографија пред секој надпревар и стварно беше уживање, значи кога ќе погледнете на арболите од знамињата по 3-4 луѓе како гледат во спортска сала ракомет, значи тоа беше просто фасцинатно и стварно имаше атмосфера која што тешко некаде
зборам за тоа време, некој ја правеше. Значи, ако ви кажам дека Металпластика Шабац го ангажираше Мате Шундовски да дојди да биде воđа на навивачите во Шабац, значи нешто Пелистер во тоа време значеше. Да, сега јас ја имав таја среќа да влезам во, нели, на почетокот бев дете и ми беше чест и да ги носам и топките, да носам и торби на постарите играчи, да сварам и кафе кога ќе играе карти, меѓутоа бев упорен, вреден и сето тоа на крај се исплатеше. Нели со распадот на одиграв 2-3 сезони во таа Југословенска лига, во првата сезона бевме комплетна Југославија, после тоа словенците и хрватите откажаа од нели таа Југословенска лига, така се играше само до Босна, така да имам доста надпревари југословенски и за македонски не сакам да зборам. Колку беше твојата конституција, да кажеме, затоа што ти си висок, имаш 1,90 м и повеќе. Интересно прашање. Да, колку е таа конституција вообичаена за тоа време, затоа што денеска ги имаме ние високите крила, ама тогаш крилата беа ниски. Јас, значи, имав 74 кила, кога почнав на првите припреми 68 кила и мојот тој прв тренер кој што ме забележа на првиот тренинг за снага го праша помошниот кој овој малок довео на тренинг. Јас не можев да дигнам бенч 40 кила, така да бев висок, танок, исклучително издржлив во трчање и бев скочен, бев брз. Тоа ми беше, како да кажем, една природна дарба, еден природен талент кој јас со работа го надградив. Сега, после два надпревари одиграни, така, мои 17 години, знам, бевме на голема турнеја пред припреми, да кажам, пред почеток на сезона, 15 дена бевме во Молдавија, 15 дена во Франција. Тука покажав дека можам и од тога сум бев дел од нели првата екипа на Пелистера. Тоа конституцијата, високо крило. Види, јас имав желба да бидам среден бек или голман, меѓутоа ете, силом прилика бев крило и не се жалам. Играв одбрана позиции кои што вие сте многу помлади, не се сеќавате, значи бев исклучително брз. Имам многу видеа, меѓутоа сега во ова денешно време тие ВХС немаш префрлено записи ништо. Не се префрлени да може да се треба видат, да документираш. Меѓутоа конституцијата и да кажам природниот талент надопунет со работа ми дадоа ево што траев до 41. Да, значи од оваа гледна точка, ако се вратиме на назад, може слободно да се каже дека ти си човек едноставно кој што си го открил повикот. Значи тоа не било за тебе, никош не било за пари, никош не било за слава. Значи јас мислам дека ти не си гледал во ниту еден момент на сат, дури тренираш, дури играш, што викаш 5 сати пред утакмица сум чекам да се отвори вратата. Никош не било за ништо друго. Едноставно си го осетил тоа како свое. Види, во животот сум правил грешки, нели нормално, меѓутоа секогаш срцето ме водело и секогаш сум избирал работите со срце. Можеби некогаш грешно, некогаш добро, меѓутоа она што ќе го почувствам однатред, така сум се водел како во играчката, така и во тренерската кариера. Ќе ви кажам дека јас кога станав тренер на работник во тоа време, сега Eurofarm Пелистер, имав понуда од Вардар, што беше финансиски 3 пати поголем од Пелистер, немав договор, меѓутоа го дадов зборот и срцето ми викаше остани, биди тренер на Пелистер. Така да материјалното е за мене, па и за секој врвен спортист, мислам дека материјалното ќе дојде ако сте посветени, ако сте фокусирани на успехот и на работата, мислам дека неизбежно е парите да ве стигнат, дали е тоа играчки или тренерски, значи тоа е исто. Остануваш до 95-та, 94-та, 95-та да. Во Пелистер. Значи поминуваш некои си 5-6 години таму, освојуваш 2 титули. Фактички првата титула во Македонија. Така е. Какво беше, мислам, што значеше таа прва титула, некако ми е така маце посебна во однос на сите други. Види, бевме деца и бевме многу млади, а бевме носители на играта и стварно едно неописиво чувство. Сега кога ќе се вратам, знам како славевме, знам колку ни беше важно, знам дека не бевме свесни дека си игра и тој куп на Македонија го изгубивме на еден
да кажам, по мене смешен начин на надпревар кој што стварно требаше да го добиеме, меѓутоа не ја свативме сериозно работата, изгубивме токму од Металург во автокоманда и после освојувањето на шампионската титула стварно во тоа време да се биде прв пат шампион на Македонија, нова држава, прва титула во нешто што го работиш, стварно беше уживање и едно 6-7 дена славевме добро, знам, по битолските кафулиња и улици. Да. Не, нема повод чувство, мислам дека во тој град да освоиш првата титула, тоа е историја само по себе. Наредната година освојувате повторна титула и веќе станувате, веќе се афирмирате. Значи таа екипа таму, се сеќаш ли на делот со играчите, да кажем? Можем да ти кажем од Роберт Секуловски десно крило, Абдула Јусуфовски десен бек, покоен Боро Чулевски, Драган Маринковиќ, Томе Петрески, Слобо Николич, јас, Кире Поповски, Игор Николовски, Стевче Стефановски, за да не заборавам некој. Добро, значи ја има Александар Зарков, Александар Мирза Мамедов, Коштревски на среден бек исто, сега живе во Америка. Тоа беше екипа која што стварно вредеше. Цане Крстевски нели беше наш тренер, Слободан Бачевски Дане беше помошен тренер, Силјан Мицевски кој што денес е нели председател, беше председател и стварно таа екипа и тие постулати што ги имаше таа екипа од организација до најниско ниво беа стварно за пофалба, зборам за она време кога ќе гледам од денешна дистанца, така да ете тие се втората година со мали измени повторно бевме шампиони и стварно бевме најквалитетната екипа за тоа време во Македонија, значи екипа која што жареше и палеше по југословенската. Па и во Европа по составот, тоа што имате и настап во ЕХФ куп, ако не се лажам. Види во сезоната кога Пелистер играше тоа полуфинале ЕХФ куп, јас бев Ти беше во Ресен? Делот Јафа Пролет. Да, значи тоа е точно. Тогаш прв пат излегува Пелистер во Европа да игра. Не. Ние сме екипа која што играше прва Пелистер со пивоварна Лашкост денешна, во тоа време само Целје мислам. Тоа е првиот надпревар Лига шампиони кој што е одигран во овој формат. Значи после осамостојувањето како бевме шампиони, одма игравме нели квалификации за Лига на шампиони, прв надпревар Пелистер со Целје, прв надпревар во Битола, Лјупчо Саевски беше тренер. Така да секоја година Пелистер учествуваше во некој Еврокуп, сега во зависи од пласманот. Да, зависи од пласманот, точно тоа ми беше прашањето. Значи највисокиот пласман го достигнува таа 96-та, да. Значи тоа е што те води, значи тоа е едно историска, да кажеме, година за Пелистер. Многу рекорди се струшени тоа. Што ме води, па ти кажав дека срцето ме водело и не сакам кога некој со мене разговара со потценување. Значи знаете она народната дека домашниот петел не може најгласно да кукурика во нели на свое буниште, така да бевме многу потценети во тоа време финансиски во делот, нели што значеше договор, немаше договори како сега, меѓутоа тоа беше некоја годишна стипендија и месечна стипендија, значи се земаше мал дел од сумата на рака, па другото се даваше како стипендија која се категоризираше. Имаше ли за пристоен живот, да кажеме? Па имаше, меѓутоа во тоа време, како се вика, јас мислев, не мислев, него бев сигурен дека вредам многу повеќе и сакав да им докажам на луѓето, не заминав за пари во Ресен, него сакав да им докажам на луѓето дека јас вредам и дека еве ќе одам и во втора лига и таму ќе покажам дека стварно сум некој битен фактор. Во втората сезона кога игравме квалификации за Лига шампиони беше донесен лево крило на мојата позиција кој што стварно беше многу послаб квалитет од мене, меѓутоа затоа што беше странец играш. Тие некои работи ми смета и затоа направив, да кажам, таков чекор да се бев храбар, знаев колку вредам, знаев дека било каде ќе успеам и се одлучив, прво сакав да играм, нели не сакав да бидам резерва на некој што е далеку со квалитетите под моје ниво и тоа ме водеше да бидам во Ресен. Ви кажав, нели, дека првата година се прошетавме низ таа втора лига,
игравме финале Куп на Македонија, втората година бевме вице прваци зад екипата на Перистер која што беше шампион и играше нели таа година полуфинале на Куп на Купови. После тоа повторно се врати во Битола, нели имав понуда да се вратам и првата година, нели после влегувањето на Коригирана беше понудата? Да, далеку поголема, меѓутоа не беше пресудно моето заменување во Ресен. Финансиската страна не беше пресудна, него беше едноставно некој игнорантски однос и во делот што значеше да се игра и во делот колку некој те вреднува на пазар. Да, добро, не споредливи се Битола и Ресен во однос на нели. Добро, во тоа време ние трениравме во Битола. Значи екипата, пошто Ресен немаше спортска сала, ние трениравме, живеевме во Битола и скоро секоја недел игравме 2 пати пријателски надпревари со екипата на Перистер. Тоа знам дека Нишевич беше тренер на Перистер и стварно Перистер имаше врвна екипа за тоа време. Секоја надпревар беше на нож и тоа ни доведе и нас и нив на едно високо рамниште кога зборуваме за квалитетна игра, така да. Да, маце вака потехничко прашање ме интересира од тој дел, затоа што таа сала во Битола, значи, окей, да кажеме пролет, летно време, па и есен е до негде пристојна. Кажи ми, зимно време, има ли вака некоја сезона ти текнува она баш најладна што било, а сте играле внатре? Како не, јас бев член на Перистер со таа пауза 2 години, значи 10 години бев дел од Перистер и секоја сезона кога ќе беа зимски припреми, требаше, ние се слекувавме надвор од салата, тоа е ракометното игралиште, таму имавме економ, таму, значи се переше нашата опрема, беше сложена, доаѓаш на тренинг, се облекуваш и одиш на тренинг, меѓутоа зимата Битола е, за разлика од Скопје, далеку поладна, да со многу повеќе снег, значи кога ќе имаше снег, нормално со патиките во рака, ќе ставиш чизми, па мораш да одиш едно 150-200 метри до салата, па во салата нема грејење. Стварно тоа се услови кои што не се за спомнување, значи тоа беа нехумани услови за тренинг, трчаш, вејгата замрзната. Со нараквици, со капи, мислам, стварно, не измислувам, беа такви условите. И, знам, и сакавме и покрај се успеавме, па и еден Кирил Лазаров и не знам, овие помладите Петар Мисовски, кога дојдоа, немаше услови, Перистер салата сега пред сезони почна да се грее, иначе секоја зима е истото. Нормално тие со облекувални каде што се слекувавме сега поќе не постојат, се е во склопот на салата, меѓутоа во тоа време беше стварно тешко кога ќе беше зима да се тренира ракови. Мислам, тоа било сакаш некој човек се навикнува после време на некој, мислам на тој студ и можам да замислам дека во одреден момент ви бил предност во однос на гостинската екипа што доаѓа, затоа што тие па никогаш не може да се навикнат. Тие немаат време да се аклиматизираат на тоа. Добро, види во Македонија колку сали беа во тоа време топли? Ниедна. Може би јас ми се топлеше на почеток и другото се беше исти беа условите за сите. Било каде да во Велес, во Битола, во Куманово, добро. Студот мислам дека тоа. Види, Виктор, значи екипите, кога екипата шампионска, кога екипата има лидер, ништо не е тешко, знаеш, и да тренираш во такви услови и да ништо не ни беше, не знам, не ни представуваше сега во овие модерни времиња да една екипа тренира така, мислам дека пола Европа и цел свет ќе научи дека овие се условите. Ние ќутевме, работевме, сакавме да бидиме, сакавме да успееме, сакавме да бидеме шампиони. Па Пепи Манасков беше во еден дел, значи кога беше дел од Перистер, Пепи Манасков беше алфа и омега. Имаше тука Александар Зарков, сега Драган Маринковиќ во свое време, сите тие играчи држа со облекувалната, Абдула Јусуфовски. Абдула кога ќе кажеше нешто, тоа беше закон, мислам. Види, секоја шампионска екипа, екипите јас како ги делам на шампионски екипа која победува. Во шампионската екипа имаш лидер, во оваа што е створена да победува, ама не е да ги победува најдобрите, ти немаш лидер, тоа е денес се, утре не се, знаеш, така да.
Можеш да направиш, да кажеме, паралела на таа со лекувална, што имаше Вардар која освојуваше европски титули. А добро, јас бев види надворот со облекувалната тренерски зборам, фатив многу од играчите кои што нели освојуваат тренерски, и тоа е она што ти зборам, шампионска екипа која што имаше глава и опашка, се знаеше кој е лидер, се знаеше кој коси, кој вода носи, и таа екипа е затоа 2 пати европски шампион. Значи, и кога бев тренер, не слично, него исто функционираше со облекувалната. Сега квалитетот на играчите, буџетот, се тоа придонесе да ние максималниот наш домет биде осмина финали Лига шампиони, така да. Добро, значи се враќаш во Пелистер, освојуваш 2 титули, значи од ресен збориме. Значи повторно успех, повторно на врвот, и после некој период одлучуваш да заминеш, да одиш во Вардар, да кажеме, што во тоа време тоа ривалство беше, мислам, од Реал Барселона. Реал Барселона, меѓутоа тогаш беше многу поизразено, наелектризирана атмосферата. Многу. Беше, мислам дека беше опасно. Јас бев дете кое што се пресели од баш тој период 98-99, значи дете што се пресели од Скопје во Битола тогаш, и по акцентот ме познава. Јас не можев по улица да одам, затоа што ми го познава акцентот, и нели клоц јадеш на секој чекор, не знаеш ни зошто, ќе ти текне после некој време. И затоа научив многу брзо битолски ја зборам. Ми се чудат. Али одиш во Вардар, каква беше транзицијата? Колку имаше? Види, истото она што ти кажав, моето заминување од Битола во Ресен и моето заминување од Битола во Скопје со истата причина. Мене Вардар ме бараше полусезона пред да дојдам. Значи, премногу политика во тоа време влезе во ракометниот клуб Пелистер. Спире Мавровски, кој што беше творец на таа генерација, која што играше финале Челинч куп со Наум Мојсовски, со Митков, со Ацо Јоновски, сега да не ги набројувам сите. Дојде за председател и некои работи кои што ги договоривме не беа испочитувани. Тоа се случува во зимата. Значи тоа е 99-та, јас во 2000-та дојдов, нели, зимата 99, не, така, зимата 99-та разговараме, 2000-та летото јас доаѓам во Скопје и 4 години сум дел од Вардар, тука 7 пати, значи 4 шампионски титули, 3 купа освоивме, знам. И после тоа повторно се врати во Битола со Трифон Костовски, бев таму сезона и пол. По распадот, да кажам, на таа екипа која Трифон ја ствараше, повторно се врати во Скопје и бев до 2010 дел на Вардар. Бев капитен на Вардар 7 години, така да младоста и моите најубави денови се Пелистер и Вардар, а сите ме идентифицираат некако со металург, затоа што последните 3 години и мојата, да кажам, последниот период од играчката кариера ги заврши во... Да, и тоа луѓето го памтат, тоа што име најсвежо. Нели, тогаш се направија најголемите успеси, нели, македонска репрезентација, па... 2012, да. Мене ми текнува, јас имам меморија од тебе прв пат кога те видов, значи јас кога дојдов во Скопје, не знам како, значи не знам кој имаше фатено врски тогаш, не знам како се најдов во екипата на Аце Станковски, МРК Вардар беше тогаш. Да. А ти беше Вардар Про, ако не се лажам. Да. И имаше тренинг исто, мислам дека беше зима. Тренинзите почнува, мислам дека секој тренинг на секоја екипа тогаш почнуваше со трчање во круг, некако така беа, немаше некои многу како се вика, игрички. Кондицијски, тренери. И ми текнува дека ти беше прв, значи на таа колона и носеше саат, штоперица. И викам, зашто носи овој човек штоперица, ме разбираш? Што сака да постигне, пошто тоа нема видено до тоа. Значи има видено екипи. Пратевме некој темпо, не знам сега кој бил, не можам да се сетам, најверојатно Љупчо Саевски бил тренер. Тоа трчањето во круг беше со него, секогаш кога сакавме да изрекуперираме после некои
тежок надпревар. Се трчаше во круг со Љубо Обрадовиќ многу, тоа е 2002 година. Сме трчале доста. Немаше тогаш овие вежби за агилност, брзина. Ама јас немам видено уште ни после тоа, ни пред тоа да дојде на тренинг со саат. Добро се види, Виктор. Бев професионалец, ти реков, мојот живот е ракомет, сакав, и затоа траев до 40 година. Немав проблем да трчам никогаш, значи, дали е тоа плод на она што како сме растеле како деца, значи, најверојатно е тоа, затоа што ние игравме, ајде да направиме 2 круга трка околу, тоа е околу 1500 метри на улица во Битола, околу Цар Самуил. Така растевме и јас сум немал да кажам. Тоа беше валутата, да. Сум немал нити ми требале вежби за агилност и брзина како сега на овие млади деца. Ја имав школата, па гледаш колку се координирани, како се. Ние сме влегувале во дворке, прескочишке. Тоа се сите тие вежби што сега на овие млади генерации треба да ми ги дадеме, затоа што цел ден се пред компјутер, нели, и кога ќе влезат во сала, малку се некоординирани. Јас тие проблеми сум ги немал и секој сум бил прв затоа што сум немал проблема и сум сакал, нели, моје, како да кажам, една звезда водилка или нешто што ме водило во кариерата било дека ако не си доволно физички спремен, твој перформанс нормално дека ќе биде лош и твојата изvedба. Не сум сакал никогаш да бидам резерва, не сум ја сакал клупата. Имало ли момент кога си дошол, например, да донеса тебе или странец или домашен играч и да кажеме да го стигне твоето ниво и да те седне на клупа? Па види, зборам во младите години, тоа во Битола што ти кажав, значи втората сезона и ама без политика. Сезоната пред да заминам со многу политика не играв. Не беше политика од страна на клубот и политика од страна на тренерот, него едноставно некој моје незадоволство заради неисплатени плати. Па кажа, види, Абдул Юсуфовски беше тренер, Абди, ја ме имаш на тренинг, ќе бидам 100%, меѓутоа немој да ме ставаш да играм. Ако треба, по потреба ќе играме, и играше Златко Димитровски, кој стварно беше исто квалитетно крило, сега да не глорифицираме некој работа дека јас сум бил не знам што, меѓутоа сум имал таа среќа и само 2 сезони, нели, она кога сум бил помлад, после кога Дејан Манасков, нели, бевме заедно во Металург и беше во напорна снага, нормално дека ми беше чест да бидам резерва на Дејан Манасков, затоа што стварно беше светско и европско крило во тоа време, така. Добро, он почнуваше тоа. Тоа се 3, да кажам, сезони каде јас сум бил резерва во 37, колку што ти кажав, дека сум активно играл раком. Неверојатно. 24 се извинам, 37 со се ова сега. Да. Нели тренерски, да. Транзицијата, уште ова ме интересира за транзицијата Битола Скопје. Имаше ли да кажеме лични проблеми, луѓе да те навредуваат, да те се закануваат, да те пошли? Кажав дека во тоа време беше антагонизмот Битола Скопје и тоа што значеше спортско некое ривалство на едно ненормално високо ниво, така да јас имав, ќе бидам искрен, закани, телефонски јавувања, немој да доаѓаш, што ти требаше тоа, првиот надпревар, мислам, тоа е грозно за гледање, она што се дешаваше, јас и Пепи Манасков од Перистер преминуваме во Вардар, значи по крајот линија беше гнасно да се гази. Сега не сакам да споменам што се случуваше, меѓутоа имав ситуација да бидам гаѓан со нож. Стварно стварно неприродни ситуации не за македонски, за светски услови, така да меѓутоа сето тоа го сваќавме како дел од тоа ривалство Перистер Вардар. За среќа, секогаш сме излегувале како победници, зборам додека настапував за Вардар, среќа или не среќа, не знам, меѓутоа сме биле шампиони и ни значело да бидеме во тие такви услови, тешки за игра, тешки за да си во салата, за обичен навивач, ние сме издегувале победници. Имало ли за тој период припреми, вака, сакам да ги поделиме, значи на летни, на зимски, пошто се две сосема различни работи. Прво,
летни припреми што ти оставиле впечаток по тежината, да кажеш дека овие, мислам, тие се сите тешки на некој свој начин, ама да кажеш, тука душата ја остави. Види, Љубо Обрадовиќ, 2002 година, или 2002 летото, стадионот градски се градеше. Намести си во микрофонче да само. Градски стадион се градеше, значи една трибина се криеш под сенката. Трчавме од 4 до 8 километри, претходно имавме нели теретана и тие припреми стварно ми се едни од најтешките во животот. Значи сум имал воспаление на тетивите на колената од задна страна, да не можеш да се симнеш по скали, меѓутоа тие ќе ги памтам како најтешки, а види, она што значи квалитетна работа, јас немав, мислам, далеко од тоа дека ние не работевме квалитетно, меѓутоа нешто исправно, точно, прв пат осетив со Даниел Јуришич, кој што беше тренер на Металург, кондицијски тренер, кој што стварно, Јура, кој што стварно јас кога прв пат се запознав со него и кога направивме едни летни припреми како што доликува со него, значи јас имав 38 години, јас се чувствував како да имам 24, бев толку лесен, брз, експлозивен, така да. Дали беа на Роглатија? Ете, едни од најлесните, а не. Трениравме во Маврово, знам. Имаше во Словенија едни припреми? Да, имаше многу припреми. Сега имавме Термез Олимија, значи дали беа зимски или летни не се сеќавам, меѓутоа пак ќе речам едни од најлесните кај што сме биле најспремни со Јуришич, едни од најтешките исто кај што сме биле најтешки со најспремни со Љубо Обрадовиќ. Така да методологијата на работа беше сосема различна, меѓутоа онако ќе поминете ни такви припреми со Љубо Обрадовиќ, после тоа 2 сезони не треба да се припремате физички припремени сте. Да, стварно беше така. Да, мислам дека Јура го викаше тоа или Лина, не можам да се сеќавам, и тоа што не ми беше јасно, пошто јас бев дете, он викаше во лето стопли се, а во зима како сакаш. И буквално ова е тоа, значи како реферираше на тие припремите. Значи... Добро, види, јас бев во минати години со кога дојдов во 38, бев капитен на Вардар, мојата иднина ја гледа во Вардар, ми беше обеќано дека ќе бидам тренер, дека ќе бидам во структурите на клубот, небитно. И 18 јуни Михајло Михајловски ми кажа, мораш да бараш нова средина. Мене двете деца ми беа запишани тука во школа, стварно една тешка мачна ситуација, дома се пакувавме, знам, во црни веки, да бидам дел од Металург. Мојот подпис беше на 5 август, кога веќе беа стартувани подготовките и Лино ме погледна во очи, бистре очи, мораш да доđеш на припреме, долазиш. И почавме припреми, сега јас со 38 години, он ме третира како да сум деки со 19, знаеш. И 7-8 дена, ајде, прв си, нов си во нова средина, треба се докажуваш, со 38 сакав да се докажувам. И еден ден викам, Лино, види, вака не оди, јас ако продолжам вака, ќе скинам нешто, мислам, јас стварно, отиме, трениравме она редовно, шо и сега во 4 сатот, ајде тренираме одбрана, дел играчи 5 ќе земеше со него, а во сите тие групи што по 5 стално бев јас и викам, Лино, значи имам 38 години, дај малку, молим те, ќе се деси нешто лошо. И тоа меѓутоа без тоа нема успех, без напорна работа, без добра кондицијска припрема, тоа е еден предуслов за поготово во модерен спорт сега да бидете со добри перформанси и како поединците така и екипата. Мислам, мене би било фасцинантно на тие припреми што секојаш физичкиот дел е присутен, луѓе колабираат, повраќаат, се повредуваат, но имало и таа психолошка компонента и таа било секојаш присутен. Значи, што се спремни луѓето да измислат како изговор за да прескокнат тренинг, спориме, или за 15 минути да го скратат тренингот, не мора ни да го прескокнат. Значи, сите можни начини, алатки да се поштеди човек, затоа што навистина беа брутални. Многу трениравме. Едноставно брутални. Поготово последните години со во автокоманда се тренираше наутро, тоа беше, јас пробам да им објаснам на
како тренер на овие помлади генерации, што ние се работевме, меѓутоа, види што се. Лесно е да кажеш, имам стомачен вирус, не доаѓам на тренинг, меѓутоа не беше тоа, ти кажувам, шампионска екипа не функционира така, нели? Кога си шампион, кога групата е шампионска, се влечат играчите еден со друг и сите тие резултати што се правеа и во времето кога нели Металург од квалификации играше 2 пати на надпревар бевме до нели Final Four на Лига на шампиони, значи со еден мал буџет, со македонски играчи, 3 странци, нели Вогринец, Станич, Козлина, правевме стварно нешто што треба да се поздрави и од денешен аспект, така да меѓутоа тој начин на работа, она што сите ние го дававме, без тие изговори, не знам, беше лесно да кажеш, и Линосот знаеше да прогледа низ прсти, поготово на носителите на играта. На Мојсовски, ќе кажам дека многу ретко доаѓаше на Сабајлеше тренинг, знаеш добро, меѓутоа на Мојсовски ќе доаѓаше на надпревар, ќе испорачаше 13 гола и едноставно сите молчеа. Беше така како што беше, меѓутоа групата, тимот работеше и текако. Да, тоа е многу интересно. Мислам, не знам дали е тој пристап до ден денеска така, навистина не сум долго време во ракомет, но тоа е баш феноменен што една програма, да кажеме, кондициона посебно се аплицира на 20 луѓе кои што имаат различен физикус. Виктор, значи она што Божидар Маљковиќ го кажа за она нели југопластика кога беше европски првак. Кога немате доволно квалитет, мислам сега да не се Металург, квалитетот на Металург и ресурсите на Металург, зборам пример го зема Металург, мора да работите 2 пати повеќе од Барселона, од не знам, од Кил, за да успеете да стигнете на нивното ниво. Тоа е она што Божидар Маљковиќ го кажа за таа југопластика во тоа време. Ние не знаевме колку вредиме, но знаевме дека работиме 2 пати повеќе од сите други. Така да и ние од предквалификации Лига шампиони стигнавме 2 сезони поред да играме четвртфинале. Значи таа количина на работа, таа посветеност, тој ентузијазам кој што сите ние од најмалиот до најстариот и заедно со тренер управа го дававме, донесоа до плод. Така да лесно е кога имате буџет од, не знам, 18 милиони, ќе купите сите најдобри и со тие не треба многу да работите. Нели, не треба многу да тие се најдобрите, меѓутоа еве гледате дека еден Пари Сен-Жермен со таков буџет и со такви играчи па фали нешто, фали најверојатно нема некој лидер кој што ќе повлече екипата, значи не е секогаш се, да кажам, финансиски дел, меѓутоа скоро секогаш и 95% е ова првото што го кажа Божидар Маљковиќ, ако не знаеш колку вредиш, треба да знаеш колку работиш. Ако они работат сат, ти ќе работиш 2 и ќе знаеш дека си тука, така да. Тоа е еден рецепт за успех. Тоа е, да, тоа вака што ми го збориш, сега си го поврзувам дека навистина барем со шампионските екипи во Македонија секогаш било така случај. Значи секогаш се надпреварувале од таа пониска почетна позиција. Види, јас како тренер се обидувам, читам, сакам да, оној еден цитат на Јосип Брз Тито, во мирни времиња треба да крвариме, за во воени времиња да не плачиме. Тоа што значи? Мирни времиња кога се припреми? Немаш надпревари, немаш војни, така. Ако тука крвариш, во војните, односно во надпреварите нема да плачиш, така да, значи, секогаш добра работа, ќе ви кажам дека сум бил дел од Вардар, многу сум разговарал на темата како се тренирало, кога нели они беа 2 пати европски шампиони, значи на секој тренинг некој излегувал со крваво око, со модрица по лице, затоа што тоа било надпревар меѓу две екипи, појак од било кој надпревар Лига шампиони што они го играја, поделени две екипи на тренинг, така да само таква работа може да донесе квалитетен
Да, и да бидете европски шампион, како што беше Вардар 2 пати, нели? Ќе стигнеме и до тоа, и до тој момент ме интересира многу затоа што имаш и своја уникатна перспектива во однос на тоа. Ме интересира само и зимски припреми да ми споделиш. Затоа што летните се крвариш. Летните се летните, зимските исто крвариш. Види, само во помал обем, значи не си, како да кажам, не си толку залежан ако си некој кој што сака да одмара 2-3 недели. Значи во лето имаш малку подолга пауза, во зима таа пауза е од 25 декември до 2-3 јануар. Тешки празници се тука набиени. Па види, кога си професионалец, празниците се празници, малку внимание, нели, меѓутоа кратка е паузата, немаш тој, како се вика, Одлично, значи, мускул фибер, немаш тие проблеми ги немаш. Сега брзо си во ритам. Ова како што ми го спомна, сега ми отвори, како да ти кажам, значи буквално ми го отвори светот на ракометот барем во тоа време. Значи јас едниот, како да ти кажам, најгладните и најжедните луѓе што ги познавам во животот се ракометари. Значи нема луѓе што ја да што пијат повеќе, не знам како да ти кажам. Имаш грешна перцепција. Не е така, види. Јас, например, сум пазел дали ќе испијам една чаша вино. Зборам лично сега, не знам, имаш, нели, секој индивидуално. До 36 не сум пазел, не сум внимавал, имав брз метаболизам. Значи, и цигари сум пушил. Кога прв пат осетив дека тоа ми смета, јас кажав стоп, сакам да играм колку што играв до 40 години, меѓутоа ако сакам да продолжам, морам да кажам стоп на цигари, морам да намалам, не знам, таа 3 чаши вино да се смалат на пола на 1 месец, исхрана да се внимава што ќе се внесува во организмот, многу суплементација и функционираш. Кога си млад е лесно, знаеш. И тогаш... да испиеш 2-3 пивца повеќе, другиот ден ќе истренираш малку појако и тоа се компензира. За жал ние сме тако спорт каде што трпи тоа. Трпи колективна, трпи тоа, да. Трпи. Не, да покрие. Вака сме како спорт, трпиме, нели? Ако зеиме да без да навредам никој, Џамбо Милич со своја конституција може да биде голман. Најди ми ти друг спорт каде што со таа конституција ти можеш да бидеш професионален спортист и да бидеш европски првак како Џамбо Милич. Сега исклучително го почитувам, меѓутоа зборам, ние сме таков, ние спортот. И во тоа време немаше ваква суплементација, вакви режими на исхрана, посебни нутриционисти, посебни, не знам, спортски психолози. Значи, ракометарот беше оставен сам на себе, буквално да води ред за све. Не, Виктор, види, задните 10 години мојата активна кариера имавме и би било да кажам ке лажам ако кажам дека немавме. Значи, имавме и психолог. Ленче беше со репрезентација клубски психолог, не сме имале скоро никаде. Мислам дека една година во Вардар имавме нутриционист, доктор Ханџиски беше со нас, па имавме разни мерења, меѓутоа кога имате екипа која што не е шампионска, секогаш ќе имате 3-4 кртици кои ќе го рушат тоа. Сега зашто ќе се мериме, сега зашто јадиме ова, сега зашто тренираме во 9, зашто не тренираме во 10, знаеш, кога имаш победничка екипа, не шампионска, тие работи не функционираат. Сега кога како да кажам, човек сака, кога е ентузијаст, кога е посветен, ништо не му е тешко, нели? Имавме суплементација, меѓутоа многу малку од играчите сакаја да користат таа суплементација. На жилба на играчот беше дали? На жилба на играчот, да. А види, ти можеш да дојдеш во соблекувална, таму е се поставено, да ги земиш тие и да ги едноставно пуштиш низ веце шолја и да кажеш јас ги испив, нели? Па имаш мерење, па ти фали, не знам, имаш недобро мерење, па и си малку подебел, па одошто е ова, не знам, знаеш, еве пијам се, ова не вреди, знаеш, тоа што се правело. Стварно, и не бевме на едно такво високо ниво, значи со доаѓањето на Сергеј, со доаѓањето на Минчо, ракометот во Македонија се подигна на едно многу повисоко ниво. Да. Доаѓаш, го издвојуваш, значи, мислам, тоа доаѓањето на Лино, формирањето на Металург како таков проект и работата на таков начин
многу поинаков, она што го изгради тоа што Металург, мислам дека го немаше ниту еден клуб. Зборам од инфраструктура, зборам од внатре поставеност, зборам од кондициони тренери, она што го кажуваш, значи навистина беше многу различно. Колку Види, Михајло Михајловски со Вардар правеше и стварно е за поздравување се она што он има направено со Вардар ватростална во тоа време. Сега со тој буџет кој што го имал во тие рамки со тие играчи квалитет, ние правевме завидни резултати и во Европа. Значи, тој Вардар испадна, ако не се сеќавам, првата година по моето заминување со Војович, значи доаѓањето на Вуја 2008, предходно на мал период на Тута Живковиќ, меѓутоа Тута не беше во најдобра здравствена ситуација тогаш кога беше селектор на Македонија, го дигна ракометот на едно повисоко ниво. Вуја, па Лино и после тоа, нели, Сергеј направи она што направи, така да Лино, односно Металург ја подигна, како да кажам, целото ниво на раком. Нивото го подигна што се однесува до финансискиот дел на договорите, значи ако се заработуваше, саќе ти карикирам 2 денари, тогаш почна да се прават договори по 15 денари, разбираш, значи тоа беше нешто пута 6, пута 7, такви некои договори астрономски, кои што со доаѓањето на Лино, со целата таја структура на луѓе кои се инфилтрира во Металург, кои беа таму, меѓутоа добија финансиска инекција и знаја како. Лино беше олимписки и светски првак, нели, кога дојде во Металург, сигурно ја знае работата и направи тоа што направи. По влегувањето на Сергеј, едноставно Минчо увиде дека не може да прати, значи ние имавме некој буџет 2,5 милиони 3. Сергеј дојде го подигна тоа на 8,5-9, како ќе се такмичиш, знаеш дека првата година Вардар изгуби титулата, нели изгуби во автокоманда 10 разлика, Металург беше, меѓутоа Вардар не застана тука, него имаше јасна цел и направи тоа што направи. Така да, од Вуја јас мислам дека полека ракометот во Македонија почна да добива една нова димензија. Ајде да видиме малце за тоа беше околу клубскиот дел, да кажеме, повеќе со репрезентативниот дел. Значи ти си, иако Македонија првпат се појавува на европско во 98, Италија ти настапуваш или самата репрезентација постои од 93-та, е формирана. Прв надпревар мислам дека е зимата 92-та, некој надпревар селекција А, селекција Б во Битола, во златната сала, со голги ракави дресови. Тоа е некој прв надпревар кој што е неофицијален. После тоа знам дека игравме предквалификации со Бугарија и Холандија. Тоа е 93-та година и веќе 94-та имавме шанса да се пласираме на големо надпреварување, меѓутоа поставеноста на Сојузот, неозбилноста, сето тоа допринесе да ние испаднеме во група со Унгарија, Словачка и мислам дека е Литванија, да не ме држи за збор. Испаднавме, требаше да добиеме само Словачка во Словачка. Словачка беше екипа која што беше далеку со квалитет под нашиот, меѓутоа ние изгубивме на наместија со суди унгарците за да ние не патуваме, односно чесите, се извинувам, значи Унгарија, Чешка, Словачка и ние, чесите и ние кој ќе оди на тоа светско првенство во Шпанија, не успеавме и после чекавме до 98 година да првпат се пласираме на европско првенство, затоа што дел пак ќе кажам неорганизирано. Кој беа условите во самата, еве да кажеме да трнеме тоа суди на страна. Многу пати сум зборувал и стварно малку е дегутантно да се повторуваме стално. Првиот, нели тој трофеј Карпати се спелбравме во Маракана, Маријан Начевски делеше дресови на ГПК-от од, не знам, Лада, некоја таму паркирана, така да, ете, тие беа условите кога за прв пат, нели, трнавме на еден официјален турнир во тоа време, трофеј Карпати. Излеавме онака како што излеавме, меѓутоа имавме квалитет и без Пепи Манасков, кој што играше во Германија и не можеше да учествува. Ние ја мачевме на Русија, игравме нерешено со Романија, така да во тоа време светски велесили ракометни, така да имавме квалитет, не бевме организирани, не знаевме што
представува нели национална селекција, немавме тоа патриотското до јас имав нели со распадот на Југославија сум имал 21 година, си слушал некоја друга химна, па сега треба малку време да се програмот да осмениш. Да, нели сето тоа доведе да ние до 98 не успееме, меѓутоа 98 стварно игравме еден и имавме репрезентација со исклучителен квалитет, игравме многу добар модерен ракомет за тоа време и се пласиравме и на 98 и на европски 99 и на светско во група кај што беше Хрватска, кај што имавме репрезентација типот на Романија. Добро, значи европското не проаѓа многу добро, таму завршувате негде на дното. Завршивме последни. Последни. Да. Добро, ама завршивме последни, види. Па ќе ти речам, тие години се години каде што стварно не бевме свесни што значи европско првенство. Што значат припреми за европско првенство. Како треба да се организиран за европско првенство. Ние бевме, да кажам, добро, процес на учење, значи учиш, тоа е поентата, тоа е нова држава со ти нема да го освоиш, не ни очекува некој. Меѓутоа едно стварно големо искуство и 98 и 99-та првпат на светско првенство во Египет. Се учиш, што онака како да осмениш програмот на химната, не си навикнат уште самата. Добро, види, тоа беше првите година, 6 месеци, меѓутоа после стварно имавме и јас и ден денес сакам. Кога се игра за репрезентација е некое друго чувство, кога се игра за клуб е сосема поразлично. Значи тоа што се дава за репрезентација, тоа доаѓа од тука, разбираш, како да ти објаснам. Тоа не се опишува со зборови, што значи да се игра за репрезентација. Се она ние што доживеавме 2012 во Србија, тоа еднаш се и можеби никогаш повеќе, дај Боже да се повтори во историјата на македонскиот спорт, кошарката и ние она што го направивме во 6 месеци е тоа. Да. Да се обедини државата така со спортски настан, тешко мислам дека 2012 се случува после колку, после долга пауза, значи 10 години, значи до 2009-та е на светско првенство во Хрватска, кај што исто имавме многу добри забележителни резултати, победивме Полска која што беше вице првак, значи меѓутоа имавме пех, Наумче Мојсовски го скрши прстот, јас имав повреда на некој стомачен мускул тука од десната страна и ние фактички во втората фаза бевме без мене, без Наумче и изгубивме од Данска, Норвешка, онака како што изгубивме и ги изгубивме шансите да играме за повисок пласман од тоа 11-то место кое што за нас беше историско. Ние на Европско првенство во Италија бевме 12-ти, на светско првенство во Египет бевме 18-ти. 10 години немаше нигде, па се појавивме и стварно направивме резултат. Значи ја победивме на Русија, на Полска, игравме егал со Норвешка, беше тоа на топка, Данска, така да тоа беше се ново, она што се дешаваше во Задар, она што се дешаваше во Вараждин, тоа се стварно незаборавни моменти, така да од 2009-та пропуштивме квалификации 2010-та во Турција. Несреќно испаднавме од Литванија, водевме 5 пат, не знаеме ни сами како заврши таа утакмица нерешено. И 2012-та е тој историски резултат во Србија. Имаше една тенденција, преска, баш ги гледав видеата, значи со која некако почнувавте многу добро, без разлика, значи дали ќе губите на почеток, па ќе стигнете, дали ќе водите многу, па ќе олабавите и што и да се случува, последните 10-15 минути некако паѓавте. Него тоа беше за репрезентација. Во кој период се Тоа е 2009-та, мислам. 2009-та, добро, види, ти кажав, имавме прво 2009-та немавме толку силна лига како што, нели, после тоа 2012-та бевме неискусни, 10 години немаше. Ние направивме да победивме Полска. Победивме Полска која што беше вице првак со браќата Лиевски, со сега да не ти бројам, Шмал. Борко имаше доста фатен. Значи, Петар Ангелов Диви беше фантастичен на голот, тој надпревар. Значи, дадовме живот, што се вика, да победивме. Прв надпревар со Тунис загубивме и ако изгубевме од Полска, ние ќе завршевме со. Меѓутоа,
Прете тој некој наш македонски играец. Добро. Нешто кога сме заедно. Бевме и игравме добар ракомет и 2009 и 2012 во Србија. 2012 е пикот на оно што го викаш ти заедништво и национален тим. Значи ние немаме уште еден успех таков, така да ме интересира таа година, ако можеш да ми што може да ми споделиш од самиот почеток, од припремите, од пристапот. Кој беше пристапот први од федерацијата, после од сите Види се, сеќавам, бевме на годишен одмор и со Ванчо Димовски бевме во Торони, овака као тоа е олимписка година 2012, нели? После тоа се квалификации за олимписки игри во Лондон и ние мораше да завршиме таму каде што завршивме. Пети пред, да не набројувам сега кои таму Франција, да не ти, значи милион репрезентации кои што требаше, викаме како, викаме едино што треба да се спреме како никогаш досега, да имаме некоја тимска хемија и да пробаме. Ке се игра во нив, знаевме, ке имаме публика, ке биде тоа што нас ни фали, нели? Малку адреналин повеќе. И направивме. Сакавме и направивме. Значи, кога ќе се вратам како размислувавме, направивме ни страшни подготовки на Златибор. Одигравме со Црна Гора, кога не се лажам, 2 контролни надпревари. Донесовме нутриционист, ославевме сите по 5-6 кила на тие припреми. Значи, и стварно се спремавме. Ова што ти го зборам, првенството европско во јануар, ние разговараме во јуни како ќе се припремаме. Знаеш, тие 6 месеци, па ќе изедеш на кеј, па ќе го земиш мој, ајде дојди да трчаме заедно. Стварно така живеевме и сакавме. Ни беше стало да, успеиме да се пласираме на Олимписки игри. За жал во март, нели, после тоа имавме една неуспешна авантура, меѓутоа тоа е тоа. Спортот е таков, некој си горе, некој си долу, а Србија од тој прв надпревар со Шведска до тамо после надпревар со Словенија стварно функциониравме како еден, немавме среќа да тој шут на Лазаров. Со Данска беше? Со Данска. Бар не заврши во рацете на дански ракометар, подма е контра него да завршеше нерешено. Ние ќе игравме за полуфинале, меѓутоа со нешто не сме заслужиле да играме полуфинале и тоа е тоа. Мислам, стварно едно незаборавно искуство од, да кажам, атмосфера во тим, атмосфера околу тим, атмосфера на трибините. Така. Да, тоа е една од ретките настапи, мислам, дека и првенства. Праќањето во Македонија и така натаму. Кај што немаше ниту еден негативен, знаеш како после тоа секој имаше нешто негативно да каже, на тоа првенство мислам дека стварно немаше ниту еден негативен коментар од ниту една страна. Види, Виктор, ова подрачје Балкан, не зборам Македонија, секој е многу паметен, знаеш, тие негативни коментари доаѓаат од некои кои седат покрај тастатура и ние ќе го повторевме истиот успех 2014-та, имавме добиен надпревар на Европско првенство во Данска, јас кога бев спортски директор со Ивица Оборван како селектор, добиен надпревар со Исланд, ние кога го добиевме Исланд, ќе завршевме повторно 5 или 6, така да една топка те носи горе или долу, тоа е тоа. Мислам, види, светско првенство во Катар исто не е за подценување она што го се играше во групата. Загреб 2018 со Раул Гонзалес, значи се тоа тука се тие фали малку, а тоа малку е многу затоа што не знам дали е до нашиот менталитет, дали е до базата играчи која имаме, меѓутоа тоа е тоа. И некој дел од процесот е ти многу добро. Не дека некој не сака, не дека некој сите тие коментари се контрапродуктивни. Јас ви гарантирам дека таа репрезентација нити се замарала, нити ќе се замара со коментари, нити читала, нити ќе чита, знаеш. Значи, да, социјални медиуми тоа, меѓутоа ти ако на Европско првенство го земиш телефонот и почнеш да листаш социјални медиуми, не знам, в тоа време Facebook, Инстаграм, не знам ни дали имаше 2012-та, се замараш, така, ти си мртов, ти не можеш да функционираш, така, ако нема, ако си фокусиран, игра, одмор, пак игра, нема, резултатот мора да даде. Пред да
поминеме на тренерскиот дел, да кажеме, во тие води кога влегуваш, ме интересира затоа што твојата позиција да кажеме некако тимот треба да создаде позиција за ти да реализираш. И крилото нели по дефолт многу зависи од бекот. Имаш ли да кажеме вака некој во кариерата што би го извел како најсебичен, едноставно што си ја чекал топкава со душа, ама те заборел. Едноставно не стигаше топкава. Не сум ги гледал така работите. Сум имал среќа да играм со многу добри леви бекови. Еден од најдобрите, Пепи Манасков, со кој бил уживање да си игра, значи он кога ќе ти врати топка, тоа е пенал ако промашише срамота. Да. А себичен, не сум ги перцепирал така работи, дека некој намерно нешто прави да не ти додаде. Се тоа било во жар на играта, така да стварно немам и можам да пофалам такви забелешки дека некој Ајде комплиментуваш теми за голман, од кој што си бил највака македонски, да. Па види се кој во свое време, во зависност од формата, нели? Знаеш, во зависност од формата на голманот и твојата форма, се плашиш или си самоуверен. Знаеш, не сум имал проблем. Да кажеме да си во најнезгоден од тие стари некои генерации ми бил Тутарков. Зборам она време 99 до 2000-та, во поновата пошто бевме Вардар Металург, Вардар Пелистер, Диви и Борко. Така да тоа се голманите кои што со кои што јас Стефче Стефановски си имал поголема. Да. Јута пак ти велам. Зависиш од неговата и мојата форма, така и нели. Па добро, да, од целиот разговор некако твоја форма ми е на прилично високо ниво цело време, значи тоа може да осцилира, ама пак ќе биде. Меѓутоа не е така, знаеш. Сум имал јас лоши надпревари. Знаеш, и ти велам, кога ти се осеќаш спремен, кога се чувствуваш самоуверен, кога знаеш дека од овој агол ќе дадеш гол, било кој да стоел на голот си немал проблем да скокнеш и да реализираш. Кога не си во форма, кога немаш самодоверба, може да имаш агол и 6 метри до пенал, па да, ќе шутниш, ќе го погодиш голманот. Како? Тоа околу аголот исто ми е многу интересно со тебе, затоа што нели квалитетно крило, нели некако колку е поквалитетно крилото, толку помал агол му треба. Некако по таа логика, ама пак, значи колку е па помал аголот, толку си ја смалува шансата. И сега какво беше твоето, да кажеме, размислување однос на таа ситуација, пошто ти со тоа работиш. Значи работиш нели со себе си, со аголот, од прилика со тие две работи. Тренинг се обидуваш да направиш што потешка ситуација за да дадеш гол на тренинг, да ти биде што потешко за да надпревар да ти доаѓаат сите тие работи и мал агол и голем нормални. Значи сме пробале да тренираме во потежнати услови за да не надпревар ни биде. Види сум давал и сум промашувал. Сум давал многу мали агли и сум промашувал многу големи. Така да пак ти викам, тоа е се дневна форма. Во кој момент и како си чувствувал, така да. Се враќаш. Релативно е, не може да кажеш денес јас сега ќе скокнам од мал агол па ќе забијам, не. Да, ми текнува во тоа време ги вадеа головите, стативата ќе ја изврти. Ќе ги извртиш, па сме ставале клупа, па позади клупа да отвараш, па и тоа имаш милион вежби да. И како течеше времето, мислам како се менуваше играта, гледам дека крилата се повеќе скокаат, се повеќе отвараат, се помалку. Мојата предност како крило беше тоа што јас играв одбрана. Играв клучни улоги до мојата 39-та година, играв двојки, халф, а и преден во 5-1, така да тоа ми даваше предност да истрчам брзо на контра. За да бидеш добро крило, Виктор, треба да дадеш 2 гола од своја позиција, а па ти ќе утрчаш на 6 метри, ќе забиеш 2 гола и 2 контри да истрчаш, ти си дал 6. Така да, така некако сум имал предноста, што мојата позиција била малку понапред од
класично крило кое што игра краен во одбрана, така да секогаш сум бил прв на контра. Господ ме надарил со брзина, талент, работа и тоа било тоа. Знаеш. Има ли некој кој што ти бил екстремно тежок за чување, да кажеме, незгоден играч? Има. Да го пофалиме. Види, во свое време Боро Чурлевски. Во југословенско време Недовиќ. Тоа беше играч кој што играше и со лева и со десна рака. Јас бев дете, тогаш почнав да играм. Стварно ми беше, кога ќе игравме против Југовиќ од Кач, тоа беше ноќна мора, знаеш. Доаѓа мајсторот лево, десно, лево, исто. Јас не знам дали постои таков играч. Лева рака шут исто, десна рака шут исто. Значи тоа беше чудовишто да играч. Сега ти треба да го чуваш, како го чуваш? Никако, ме разбираш. Боро Чурлевски исто покоен имаше страшна промена на правец, беше магионичар со топка. Томе Петревски имаше многу незгодна финта за чување. Од помладите македонски играчи, Новомојсовски, а вака некој што стварно ме побудалил беше Урош Зорман на тој надпревар со да. Мислам, јас не кријам, тоа се ситуации кои што во животот те прават посилен. Јас сум 36, он бил во напорна снага, тие два квалификацијски надпревари, просто играше мајтап со мене на терен и реков, еј, од денес нема цигари, нема ова, нема. Тој те смени, тој те откажа. Да. Меѓутоа, знаеш, чувствуваш, тоа е супериорен, не можеш ништо. Да, ама таквите играчите туркаат напред. Така е. Таквите играчите туркаат напред, тоа е да. Објасни ми ја транзицијата, значи кога сваќаш или кога добиваш понуда да бидеш тренер, кога ти се раѓа тебе идејата уствари и желбата да бидеш тренер после тоа. Значи најверојатно како доаѓа залезот на кариерата, веќе почнеш да размислуваш. Јас од секојаш знаев дека ќе останам во ракометот. Значи никогаш не реков, еј, по завршување на кариера јас нема да бидам тренер, ќе работам нешто друго, не. Сакав ракомет и кога завршив 2013 после надпревар со Португалија, добив понуда од Дино Червар да бидам помошен тренер во Металург и во исто време добив понуда од Живко Мукајтов да станам спортски директор на Националната федерација, селекција. И се одлучив за да бидам спортски директор во ракометната федерација, да бидам човек кој ќе биде заложен за сите селекции, машки на почетокот, после тоа, пошто јас сум воркохолик, сакав да бидам и на женските, да направиме нешто, меѓутоа мојата главна идеја зашто бев во федерација беше да некои центри во тоа време, Перистер беше, играше секој година плей-аут, не знам, Борец Велес, таквите екипи кои што даваја и го носеа македонскиот ракомет во минатото, беа и мене беше целта да со мојот ангажман, нормално со помош на председателот Живко Мукајтов, направиме да тие центри се вратат преку турнири. Има проект кој што и денес гледам го пробат да го истуркат, меѓутоа никако не може да го. Секогаш кога доаѓа до промена председател, тој проект доаѓа на маса и од тоа ништо, меѓутоа после јас се вработив на 5 август 2013 во федерација, работев до 1 октомври на мојот роденден 2014 излегов од федерација, затоа што стварно јас не сум човек што сака да седи во канцеларија, него ми требаше акција, сакав да. И одма се фатив со отворив моја школа, значи тука во општина Карпош, нели благодарение на градоначалникот Стефче Кимовски добив шанса да одбирам термини за да можам да стигнам во сите школи. Сега да ти појаснам малку, ако во Христијан Тодоровски Карпош сум во 5, во Петар Попарсов морам да сум во 6:15. Тоа беше нека помош што јас од градоначалникот ја добив и почнав со Валентина Радуловиќ и со Димитар Бадев, направивме, значи 215 деца бројка. Димитар Бадев. Да. Тој беше лево крило, мислам. Да, исто играше во Марак, ракомет, да. Ако не се лажам. И значи ние тројца започнавме еден проект Академија Лушовски во тоа време, 215 деца на во 5 школи во општина Карпош
работевме, да кажам, од 2014 до мојот прв тренерски озбилен ангажман во Пелистер од Битола 2019, значи работев школата со сите обструкции затоа што издевав од федерација со милион проблеми ни успеавме за 5 години да направиме 2 врвни репрезентативци, Петар и Павле Атанасиевиќ од они се 2003 годиште, јас ја имав школата од колку од 11 години се во мојата школа, значи сме ги пораснале, јас, Благојче Весич, подоцна покоен Левтер Бошковски, покоен Доне Бошковски, па покоен Ацо Јовиќ, значи сите тие, па на крајот и Владо Недановски мал период, така да тоа се она што значи да кажам работа со млади категории, каде што јас го печев занаето. Значи и додека бев во федерација, јас никогаш не реков да, јас сум сега директор, секогаш се пробав да научам нешто што значи физичка подготовка, периодизација, сега да не замарам, значи сакав да бидам еден ден тренер. 2019 добив повик од Перистер и реков да, сега е моментот. Перистер тогаш го имаше Касим Каменица, не беа задоволни. И јас се појавив за последните 4 надпревари 2019 некаде во април месец го презедов Перистер, да после тоа до декември 2019 нели бидам дел, односно јануар 2020, кога дојде новото раководство, нели повторно политика, ВМРО СДС, промена на власта и некако нели нормално да некои нови луѓе се појават кои што мислат дека Кој беше тренер после тебе? После мене беше мислам Борче Марковски во Перистер. Јас повторно се вратив во мојата школа, имав 3 месеци пауза, 4, добив повик на 20 февруар да го преземам работник. Го преземав работник, бев 9 месеци во работник тренер, за тоа време со тој работник успеавме да го победиме Веспрем, да играме така беше, една, значи за 9 месеци сум направил некое нели подигање на екипата која што ја презедов во моментот кога изгуби од Тата Бања 10 разлика дома. Така да и после тоа стигна значи тоа е сезоната, значи со работник бевме вице-прваци позади Вардар, значи дојде повикот да бидам повторно во Вардар, меѓутоа и реков без разлика што немав договор, сакав да останам во работник, затоа што го дадов зборот, затоа што јас тварав таа екипа што требаше да игра Лига шампиони, што го победи Веспрем, значи ова е зборот 2020 од февруар до мај, јас работам во работник без договор фактички. Зошто е тоа така, не знам, меѓутоа најверојатно знаеш, сумја дали ќе успеем, млад тренер, прв пат, голем проект. За среќа јас секаде каде што сум бил, целите кои што ми биле зацртани, сум ги остварувал. И добив повик од Вардар да бидам со договор. Да, во 3 годишен договор. Се тоа оставивме на страна, јас повторно да скратам малку, остана во работник со таа екипа и на 20 ноември се разделив со работник, па одма после нова година, тоа е 2021, го презедов Вардар. Затоа што имав договор со Сергеј да по завршување на сезоната во Перистер од јуни веќе го бидам дел од стручниот тим на Вардар. Не да го преземам, требаше да бидам 2 години помошен на Писонеро, па третата година да бидам прв тренер на Вардар. Така да, ете тоа е нешто што се до Вардар. После тоа сум година и 6 месеци во Исланд, па 4 месеци без работа и го преземам Охрид. Да. Како беше искуството во Вардар за тебе? Затоа што тоа е најверојатно наредното ниво тренерско твое го достигнуваш тогаш. Иди, Виктор, значи јас дојдов во многу лошо време. Зошто, ќе ти кажам вака. Финансиски проблеми во Вардар. Многу играчи сакаат да заминат. Значи,
резултатите беа тие што беа, се изгуби од Веспрем дома, и сега да не навлегуваме понатаму, меѓутоа главната поента зошто не можев да наметнам свој став во Вардар како тренер кога дојдов беше финансиска. Ти ќе дојдеш на тренинг и кажеш ајде момци, шеф, не сме примере плата. Тие плати сега да не ти зборувам. И среќа дојде пандемијата корона, па се прекина тоа првенство и ново на ново трнавме со Нели Сергеј каже, мене ми е доста од ова, му презеде клубот Михајло Михайловски и сега тука трнавме со една нова приказна каде што голем дел од играчите на мој наговор затоа што сака да бидат дел од Вардар, останаа за многу помали плати да работат и да бидат дел од Вардар. Практички го спасивме Вардар таа сезона од гасење и во сезоната, каде што јас ги исполнив целите домашно првенство и куп, изгубивме освојна финале од Весфрем, кој што стварно беше екипа за во тој и по буџет и по играчи за Вардар. И игравме финале сеха. Значи тоа се некои цели кои што мене пред стартот на сезоната ми беа зацртани. Да, во март Михајло ме викна на состанок и ми каже слушај, од јуни нема да бидеш повеќе тренер на Вардар. Едно стварно големо искуство за мене, промена на мајнсетот што се однесува што е ракомет, што е систем, како треба да се функционира од организацијски, зборувам како тренер. Научив многу, видов многу, среќен сум што имав приликата, никој не ми поклонил мене затоа што сум, не знам, Стеф Челушевски, па дојде да бидеш тренер на Вардар. Него јас сум имал резултати со Еврофан Перистер на Вардар 2019, тој мој работник му водел 8 разлика на полувреме, 18-10, не знам колку кој прател, меѓутоа зошто и како тој работник изгубил, тоа е малку судиска неправда, малку името Вардар и тоа што нели Вардар беше поим во тоа време, меѓутоа сите тие резултати кои што јас ги направив од Перистер преку работник ме доведоа да јас седнам со Сергеј Самсоненко како единствен македонец и никој не ми дал поклон мене еве ти во Вардар, нели. Сето тоа било заслужено. Сега што дојде во многу лошо време, после буџет од 9 милиони и таа плејада играчи, па ти доаѓаш на да имаш, не знам, Кристијан Дисингер кој што влечи повреда со коленото. Сега да не набројувам каде што не можеш да направиш еден многу квалитетен тренинг на 2 гола, да со сите тие проблеми и финансиски и организацијски и се, меѓутоа кога имаш играчи шампиони како што Чупич, Дибиров, Стојанче Стоилов, па и тој Дисингер, Ловро Јотич, сега да не ги набројувам сите, ние сме направиле да го победиме еден Фленсбург, да играме нерешено со Порто, да се со сите проблеми, корона, одигра еден надпревар, сме го добиле Фленсбург, па 40 дена пауза, па играме со Порто, па 30 дена пауза, каде што ти како тренер не можеш да испланираш пик на форма. Не планираш, па вика Европска ракометна куќа, вика вие, малку почекајте, вие сте Вардар, почекајте, ќе играте, пошто вие доаѓате од Балкан, а овие се другите европејци, а вие ќе играте кој ќе кажеме ние, знаеш. Малку неприродно сето тоа, меѓутоа пак ќе кажам, за мене успешна сезона, сум ги остварил целите, освоивме дупла круна, купи првенство со еден јак Перистер, во тоа време предводен од Жилко Бабич, така да јас заминав со крената глава од Вардар, без разлика на кој како гледал и кој како перцепирал, така да знам што сум направил, знам колку сум дал, знам колку сум работел и тој Исланд ми требаше затоа што кога бев тренер на Вардар јас пиев 2 сати, ако верувате или не, 2 сати во денот за да можеш да спремиш тактика за кил, нели видеоанализа и тоа, така да сум презадоволен и Вардар ми е, да кажам, една најголема школа досега во мојата тренерска. Ти требаше Исланд да се наспиеш малку. А не, Исланд испадна сосема случајно, значи и реков ајде бој да видам. Тоа е една ракометна земја, мала земја, 330.000. Друг систем скроз. Една земја која што има исклучително, како да кажам,
изграден систем, поднос на спортска култура, таму нема дете кое не тренира спорт и тоа е задолжително, како што, мислам, домашното воспитување, ако Виктор одлучи да се занимава со гимнастика и каже да, јас тато сакам да одам на гимнастика, мамо сакам да одам на гимнастика, 6:30 час по гимнастика нема, ама денес не ми се оде. Не, тоа ти е задолжително, од дома, така се воспитани и затоа се таква нација, значи со 330.000 имат ракомет, имат спорт. Така да, едно многу добро искуство да се види нешто ново, различно. Една земја со неисцрпен талент ракометен, значи таму има играчи кои што стварно можат да играат било каде во Европа, меѓутоа они имаат нели таа привилегија да работи, не знам, во некоја фирма, да заработи 10-12 илјади и не им се исплаќа да одат негде на страна, ако не е тоа, не знам, Кил, па не знам, Барселона, они ќе останат во Исланд или ќе се откажат од ракомет, ќе играат во некој исlandски клуб за мали пари, ќе работат нешто, затоа што во Исланд немаш професионалци ракометари, таму е се аматерски, работат до 4 во 6 на тренинг. Така да ти зборам од прва екипа, едина професионална екипа беше во тоа време, јас кога бев Нехаукар Валур кој што играше со Вардар ланска година и Хаукар полупрофесионална екипа со 5 играчи професионалци, се друго играчи кои што работат и доаѓаат на тренинг. Колку на кој начин беше примен ти таму во околината, како те дочека? Види, јас кога се појавив, мислам прво мојот трансфер таму одекна, тоа беше најголема сензација по нивното освојување на сребрен медал 2008 во Пекинг. Значи, моето доаѓање од Вардар во Тор беше најголема ракометна сензација после 2008 и така да можеш да замислиш интервјуа, телевизии. Стварно беше за нив чудно што барам јас таму, знаеш. Малку. Меѓутоа, пак ќе кажам, не желам, не се кавам за таа одлука, мислам дека таа одлука е многу исправна во тоа време, нели, после се она што се случуваше во Вардар, да малку се ресетираме и трнеме. Да, и ово на ново. Многу ми е интересно во твојот случај што после толку години на некој начин во македонски систем имаш прилика, имаш пауза таква една од година и пол да видиш дека постои нешто друго на светов, комплетен различен начин на функционирање, каде што она што кажуваш, таа нација со 300.000 народ произведува толку талент, но тоа го доживуваат на нормален начин, нема некоја политика, нема превари, нема манипулации, нема такви моменти. Има сегде тоа, Виктор, да не се лажиме. Значи, имаш политика секаде, сега негде е повеќе, негде помалку изразена. Кај нас е малку повеќе изразена, таму е малку помалку. И таму има, знаеш, струички, меѓутоа во глобала они се многу вреден народ. Они се, како да кажам сега, некој кој доаѓа од работа и ти го тераш да трча, како што трчал металург на времето, знаеш, тоа се аматери и он ќути и работи, значи они имат работна етика од малечки, тоа е нивната култура домашна. Како да ти објаснам, значи стварно направивме со екипа која што испадна од првата лига, 14 играчи ја напуштија затоа што одлучија да работат нешто со деца, направивме голем резултат првата година. И моето заминување од таму беше затоа што втората година некои работи кои што ги договаравме да донесеме, да појачаме, да направиме, не се остварија и мислам дека беше нонсенс јас да останам таму и да продолжам да работам затоа што евидентно тие луѓе не може да ме испратат во некои нормални барања, не барав јас, не знам, нормални барања за да функционираме нормално на тренинг, сето тоа ќе донесеше резултат да се пласират во прва лига, меѓутоа лоша структура во менаџментот и увидов дека, мислам, дека е доста, дека нема потреба повеќе ни јас ни тие да се бачиме, знаеш, јас, значи, со моето име и презиме пробав да донесам неколку играчи, Томи Јагуриновски, тие се наши играчи, меѓутоа Коки Петров,
од Јосип Векиć, од Сакав Темурас, Јорона Кидзе, значи они слабо пратеа во делот на тоа да кој јас ќе кажам одма биде тука за да ние направиме нешто. Од друга страна имавме конкурент Иса Фјордор кој што имаше тренер Шпанец и 9 странци, ние го победивме и првата и втората година, така да квалитетно работевме, меѓутоа со мал фонд на играчи. Едноставно ми издосади да јас секој ден треба некој да молам за, знаеш, да сакам повеќе од луѓето кои што нели се родени живеат во тој град. Така да се вратив тука, добив понуда од Охрид, поминав 2 прекрасни години таму, ги остваривме целите кои што беа. Тоа се најдобрите години за Охрид од неговото постоење, претпоставувам. Па добро, види. Јас пак ќе кажам, сум тренирал шампионска екипа и победничка екипа, знаеш. Шампионска е екипа што има лидер. Охрид малку му фалеше да стане шампионска. Охрид, за жал, тимот, не зборам менаџментот, не успеа да изгради лидер, знаеш. Не успеа да се знае кој коси кој треба носи, него едноставно некои маргинализирани ликови кои што ете така знаеш, она изговорот кога не си шампион, па гледаш како, зошто е во 9, зошто не е во 9 и 15, зошто се нешто им смета, па зошто трчаме шпринтови, па зошто ова, па зошто она. Сето тоа успеа да го наметнат некаде кај што, нели. Дали тоа секогаш оставено на самата екипа да си го регулира? Мислам, најверојатно е, затоа што сега кога што те слушам, прави многу логика. Тренер не може да влијае на тоа. Не може. Види, можеш да влијаеш, значи, меѓутоа зависи како ти се поставени работите. Знаеш, ако имаш председател кој што слепо верува тоа ти што го кажуваш и значи знаеш како беше со Лино годината кога испадна првата година, испадна Металург од француска екипа во куп на ЕХФ. Наредната сезона игравме квалификации за Лига на шампиони. Јас знам како беше третира Лино Червар на аеродромот во Порто, додека се враќавме. Се додека еден ден не се појави Минчо Ордонов во салата и каже од денес, што ќе кажи Лино, овде е закон. И се направи тоа што се направи. Значи ти ако немаш поддршка од оној што ги дава парите, ако ти сакаш да, например, направиш, му смета што е 9 и 15, 9, па еднаш ќе го санкционираш, па некој таму ќе те поддржи, тогаш е лесно. Меѓутоа, ако ја немаш таа поддршка, ако ти зборуваш, а он мисли дека поважен е играчот од тебе, тогаш тешко одат тие работи да се искристализира лидер. Да, таа екипа ќе победи еднаш, два пати, меѓутоа не може да не е шампионска екипа. Шампионска екипа е екипа на која на играчите ништо не им смета. Ако кажеш во 7. Сум тренирал со Војовиќ во 7, изгубивме во Битола, Перистер. Следен тренинг пред Holiday Inn, се симнувам од автобус 6:45. Моли 6:45 во Кале. Ти се колнам. Значи 6:45. Ама тоа беше казна, значи тоа беше не е казна, тоа е начин на работа. Не е тоа казна, те вика 6:45, да ти го види карактерот, да види колку ти е стало, дали си шампион или не си шампион. Не е казна. Нема да тренираш во 9, ќе станеш малку порано, ќе додиш. Значи се е тоа го имаш или го немаш во главата. Ако се ти е тешко, ако во 9, зошто е шпринтови сега? Ќе бидеме уморени во сабота. Знаеш се тоа е менталитет на лузер, знаеш. Така да. Да. Тоа е разликата меѓу ти велам шампионска екипа и победничка екипа. Тука екипа која победува, екипа која е шампион. Балкански менталитет, претпоставувам повеќе натежнуваме на малце да поспиеме, малце да не мора толку шпринтови, малце да си се подружиме. Не е тоа балкански, Виктор, тоа е во природата на човекот, да стално по линија на помал отпор ти стигнеш до успехот. Меѓутоа тоа во спортот го нема, тоа може да се деси еднаш, да победиш некој, ама не можеш да стигнеш на врвот, да бидеш шампион, да освојуваш ако го немаш ова што зборуваме. Ако ти е се тешко, знаеш. Ако не знам. Колку е според тебе играта променета, колку еволуира самиот ракомет низ текот на годините? Види многу.
поготово сега во ова модерно време на на социјални мрежи, на интернет, многу, премногу. Значи ти денес можеш да отвориш, не знам, Инстаграм и да најдеш нешто ракомет, кошарка, не знам, акција, Јокич, Џоковиќ, така? Да. Значи во мое време, кога на времето чекаш еден надпревар, ако дојде металпластика со, не знам, со стеауа да гледаш на надпревар, па ако успееш да го снимиш, па тоа се гледа месец дена, враќаш, па да видиш овој како ја носи раката. Знаеш, сакаш да украдиш нешто. Денес, тренер, сакам акција нова, нешто ќе видиш, знаеш која ти е конфигурација на твои играчи, кои перформанси ги имат твоите играчи, па ќе видиш нешто, па одма и сето тоа носи да спортот и нормално играчите и тренерите многу брзо напредуваат и се тоа на едно многу повисоко ниво од она што било некогаш, така да. Многу напреднато, пред се во брзината на изведба, во тоа е. Нешто ме интересира многу фокусот. Значи во тоа време, оно што споредуваме периодот, да кажем, ајде се 90-та, 2000-та, 2010-та можеби, кога социјални мрежи не се толку развиени, луѓето, човештвото едноставно нема толкава дистракција како што има денес. Телефонот, компјутерот, што и да е, екранот. Денеска е тоа на многу високо ниво. И колку дали го приметуваш моментот, фокусот, пристапот на играчот на тренинг, на утакмица, општо кон спортот, тогаш и сега. Значи, пошто тогаш знам дека луѓето што се ракометари зборуваат за ракомет, тренираат, после тоа пак зборуваат, значи животот им е ракомет. Сега ракометот е сведен на 2 сати, можеби тренинг и после тоа повторно е тоа индивидуално, знаеш. Значи да, ние во наше време, она време кога јас бев млад, немаше Facebook, немаше нели тие социјалните мрежи, не постоеат. Немаше, да. Ти кажувам, еден надпревар ако гледаш месечно, тоа беше премија, па ќе снимаш, па ќе гледаш. Денес имаш милион во секунда да видиш, да симнеш, не знам што, значи тоа колку е добро, толку е лошо, ги дефокусира играчите, меѓутоа пак е индивидуално. Онај кој што е посветен, го гледав Џоковиќ кај нели кај Славен Билич, и он вика јас знам да еден сат да се занесам на социјални мрежи, меѓутоа одма ми работи мајнсетот дека сум изгубил сат време непотребно, сум се занел во нешто што мене нема да ме донеси горе на врвот, така да сето индивидуално. Ако тебе ти е стало, ако си ентузијаст, ако имаш талент, ако сакаш да работиш, ако сакаш да успееш, тоа ќе отанеш на страна, нема да се замараш со никој ништо и наместо да си 2 сати во сала ќе бидеш 5, наместо да си сад во теретана ќе бидеш 2, ако ти е стало да успееш. Моментот со социјалните мрежи е уште еден момент што ме интересира многу, е моментот на, ајде да кажам, промоција, некое индивидуално издигнување. Кога гледаме дека се вадат хайлайт сега од секој момент, од секој потек, од секоја пируета, завртаljка и така натаму, и на некој начин се стимулира самиот играч да прави такви некои екзибиции колку што е можно повеќе, нели, за да се промовира после тоа. Значи колку се соочуваш во тренерската кариера со такви моменти кај што тоа доста смета на нели, ке бидам искрен, и има играчи кои што живеат да направи два, затоа што спортот е излог, Виктор. Значи секој, нели, поготово денес, кај што ти во текот на превачувачката сезона имаш, не знам, еве ќе земе Еврофран Перистер. Он има, не знам, 14 надпревари групна фаза, така? На тие 14 надпревари он ќе направи 2, 3, 5 такви хайлайтси и ќе најди нов клуб, ќе направи нов договор, појак договор од онаш имал. И се голем број играчи, не сите, зависат од тоа, мислам, сакат да е екзибиција, сакат да бидат видени. Меѓутоа, оние што се посветени, мислам дека тоа не го прават со, не знам, со, ајде, Никола Јокич. Сакаш да ми кажеш дека он нема, мислам, нема Инстаграм, човек. Така, заљубен во коњи, е најдобар на свет. Значи, тоа посвет, што он е посветен,
Он не се занима дали од овде додали. Тоа му е него нормално, тоа му е работа и тоа така го гледа. Сега имаш различни, пак е тоа нели индивидуално, меѓутоа смета кај голем дел, да кажеме, тие победниците, не шампионите, тоа е игра улога. Ме интересира и селекцијата на играчи. Селекцијата во однос на периодот ти која беше и селекцијата сега што се прави, низ кои филтри поминуваат играчите? Затоа што претпоставувам дека тогаш имаше многу помалку филтри, што викаш ти ќе ме примети некој и ќе ме повлече или ќе ми даде шанса. Младинските категории се младински категории, тие се филтрите од каде што нели сите црпиме. Меѓутоа ова што значи прва екипа и кога ствараш еден тим за нели за сезоната која предстои, гледаш кои се целите, нели, кои ти се задаени цели и според тие цели ти и буџетот нормално кој го имаш, пробаш да формираш екипа. Сега во зависност од твојата филозофија, она што ти го сакаш, нели, одбрана, напад, како треба да ти изгледа екипата, така ги бираш играчите. А што се однесува до ова база која што нели треба да биде младински ракомет некој, мислам дека кај нас работите се тотално погрешно поставени, дека ние, не знам, бркаме резултат. За нас не е резултат да од пионерска категорија 5 играчи поминат во кадетска, 5 квалитетни, па тие 5 во младинска, па по 4-5 години имаш ти 2 готови производи за прва екипа. Тоа е резултат. Така треба да се размислува. Сега време на ваучер, па некои награди, па тоа се ја измести она што треба да биде нормално за да се формира базата, да се црпат талентите, значи еден младински тренер или тренер на млади категории треба да се замара со тоа колку негови играчи што ги одбрало било која школа, онака како нас не одбираа, ќе завршат во прва екипа. Ако завршат 5, ти си шампион. Ако не заврши ни еден, џабе, ти си освајал и младинско, и кадетско, и пионерско првенство, што си направил ти? Да. Што си ги научил? Кој ти дошол таму кај што треба? Затоа што тие младински категории се за на крај да дојдеме до финалниот производ прва екипа и од домашни играчи да црпиме база, така? Како ние? Инако ќе функционираме. Сега, колку со тоа стручно работиме, јас не сакам да навлегувам. Добро, имаше еден период кога едноставно имаше дека имаме во моментот имаме добра база и дека ќе дојдат нови генерации. Да, некако тој момент полека добива некоја пресвртница, се дава акцент повеќе на домашни играчи, се намалуваат странците во екипите, претпоставам. Со тоа таа заедница се освестува дека нема поента едноставно во ништо да сите медали да ги имаш со странци ако ги освоиш. Пак е тоа гледаш индивидуално, на пример екипата кај што бев јас Охрид има оваа сезона, ако не се лажам, 10 странци. А Калуит има 2 странци. Значи, пак е тоа концепт на клубот. Металург во најдобри денови беше составен од македонска репрезентација 3 странци, Вардар беше легија на странци, Стојан Стоилов и да. Петар Ангелов, така, ако не се лажам, толку. Значи, тоа се 2 концепти. Сега, во целото тоа, ова долу, ова е база е запоставена. Ти ако го имаш Вардар европски шампион, не може Вардар јас 2010-та, значи, си бил дел од МРК, 2010-та, кажи ми еден играч, производ на РК Вардар. Немаш, а бил европски шампион. Немаш. Гогов не е производ на Вардар. Гогов е дете од Струмица. Така? Значи, тука ја киксаме работата. Тука тоа, кога си горе, кога е на врвот, и ова долу треба полека да се дига према врвот. И од тука да излезат. А тој Перистер на времето, кога бил најдобар, вадел плејада на такви, сега да не ти ги набројувам колку сме излегле од Битола, што сме биле.
А не сме биле врни, меѓутоа сме биле солидни ракометари. Да, Перистер, Струга и Металург, мислам дека има изградена таква база исто добра. Металург и тоа е, знаеш како, земено од Битола, земено од Крушево, знаеш, не е тоа селекција, не знам, јас не сум од Скопје и не знам кој е најблиско училиште до автокоманда, таму како се вика основно училиште, или тука во кругот Гази Баба и автокоманда, кои се училиштата, од тука да се селектираат деца, квалитетна работа, тоа се производи на Металург. Или в Скопје, не знам сега, Скопје, Вардар е Скопје, нели? Да. Од деца од Скопје собрани во школата на Вардар со квалитетна работа, квалитетен тренинг, квалитетен стручен штаб, тие се деца на Вардар. Чист пример е Динамо Загреб. Тоа е како треба да се работи. Зборам фудбал, Динамо Загреб, машинерија, младински погон, сега гледате тоа го прави Звезда, го прави Партизан, значи никој не сака Легија странци, што? Гледате дека тоа е тоа. А кај нас, колку се работи со децата? Да, еве Перистер, Final Four, младински прв пат во историја, тоа е за поздравување, има една база, се работи. Ке видиме, значи од тие деца колку ќе завршат во прва екипа. Да, Перистер доживува на убава ренесанса, да кажеме, после толку години пост. Алкалоид, мултиесенс. Значи, ќе даеме простор, време да видиме кој од тие деца мултиесенс ќе дојат да чукнат на вратата на Алкалоид. И ќе кажеме, да, овие тренери младински знаат својата работа, работат како што треба. Така, да. Апсолутно, мислам дека има светлина во тој поглед и со добри работници. Пак твојата генерација е онаа што се смета за најуспешна генерација на ракометари во Македонија. Дај Боже да ја достигне некој, но ако и да ја достигне, вие сепак ќе останете таму на врвот. Ти посакувам убаво да се одмориш во Австралија, сега те чека некој краток период да се одмориш и со среќа во новиот ангажман. Фала ти за денеска, ми беше чест. Благодарам, мислам дека кажавме се што треба. Ми беше задоволство. Се изнамуабетивме. Ќе треба древница да барам. Стварно ми беше задоволство. Се надевам дека допревме се што сакат гледачите да видат. Па не знам дали тие сакат голем дел од работите, мене ме интересира, јас сум човек што се надевам дека кажавме и нешто ново, дека нешто што досега не е кажано за мојата кариера, за македонски ракомет, за Вардар, за Па ти немаш нигде кажано за твојата кариера. Јас барав, кај имаш кажано, нигде немаш кажано. Скромен си многу во тој поглед, ама фала ти за денеска и до некој следно гледање. Благодарам на поканата.